Помина точно една недела од како големиот пожар во Прилеп кој настана од удар на гром до темел пеплоса 4 куќи, а 7 жители од градот сега се останати буквално без ништо. Немаат кров над главата, а им изгори се што печалеле целиот живот. Моментално се сместени кај своји роднини и пријатели, а дел во домот за стари лица, но за брзо ќе мора да заминат под кирија, која што треба да ја плаќаат, но немаат од што. Им недостасува буквално се, од пари, храна, облека. Очајно молат за помош од секаков вид. Ситуацијата е многу тешка, колку и да бидеме ние јаки, се бориме цврсто, некако да се составиме на некој начин, за да можеме да го пребродиме сето ова. Иако по терапија, по дапчиња, не знам, немам зборови со кои можам да ја опишам болката што ја чувствувам. Веќе сите солзи не се исплачени, немаме ништо повеќе. Немаме ништо повеќе, за жал. Благодарни се што помош пристигнувала од повеќе места, но била потребна многу повеќе за да си го вратат нормалниот живот. Верувајте, излегувам вчера низ чаршија и ме застануваат Марина во смисла чекај, веќе ме познаваат и од телевизија, од се, нати 5000, нати 2000, нати 1000 денари. Сите тие средства, значи ние ги собираме, ги запишуваме и сите се внесуваат во банка на заедничката донаторска сметка која што имаме отворено. Носител на таа сметка сум јас. Бараме, значи финансиска помош, киријата треба да се плати. Значи да земиме нешто за јадење, облека нема, хумани луѓе многу има, фала му на Бога, само здравје нека дава Господ. Сега моментално сме се настени ние под кирија, мојата братучета сега зајде клуч под кирија, значи треба и сите финансиски средства да се помогне. Сето што го носиме ова на нас, сето е даено. Сето е донирано. Замисли си имал се и сега сакаш да ти донира некој. Значи тоа е многу болно. Како помош, секцијата на бербери, фризери и козметичари од Прилеп организираше хуманитарна забава со диџеи, стрижење и шминкање, а сите собрани средства беа наменети за овие домови. Општо е познато Еснавот во Прилеп дека постојано и секогаш излегуваме скоро први во сите акции, може не толку да помогнеме многу финансиски, колку што правиме поттик сите други луѓе и сите општествени сегменти да се вклучат во оваа иницијатива за да се помогне што можеме повеќе. Исто така, веднаш од наредниот ден од кога се случи несреќата, ние во нашите фризерски и козметички салони веќе поставивме кутии за донација, тие ќе стојат и после овој период се додека биде потребно. Наскоро се очекува поголема помош од општина Прилеп и Прилепскиот бизнис сектор, а најавени се и други хуманитарни настани.